Не постои човек кој влегол во зградата на општина Струмица и ги искачил скалилата до првиот кат, што не ги забележал фотопортретите на луѓето кои раководеле со општината во изминативе 70 години. Без разлика дали функцијата на овие 24 градски татковци била нарекувана председател на општината или градоначалник, без разлика на уредувањето и општествените услови во кои тие делувале, колку била голема општината во времето кога тие раководеле со неа, колку години поминале на таа функција и со какви средства располагале, секој од нив на свој начин оставил белег во историскиот развој на Струмица. Каков бил тој белег, колку длабоки биле трагите од тоа владење и кој колку бил успешен, тоа се прашања на колективното паметење на повеќе генерации струмичани. Поставеноста на колекцијата од фотопортрети во општинската зграда го мами погледот и кон впечатливото празно место. Чија фотографија ќе го пополни тоа место? Кој ќе биде јубилејниот 25-ти градоначалник во таа фотозбирка? Кој ќе ја води општина Струмица во наредните 4 години? Одговорот на овие прашања струмичката јавност го очекуваше во март 2005 година. Епилогот од локалните избори во таа година требаше да ја разреши дилемата дали 8-годишното локално владење на ВМРО ДПМН ќе продолжи и во наредниот период или граѓаните ќе побараат промени во локалната власт. Од неколкуте понудени опции не беше тешко да се предпостави дека главната политичка битка ќе се бие помеѓу кандидатите од двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Адут на десничарите беше Стево Топчев, со неговото животно и политичко искуство. Како човек, роден и израснат во овој град, одлуката да се кандидирам за градоначалник за мене беше вистински предизвик. Се кандидирам затоа што јас со моето искуство, знаење, можам да им обезбедам на моите сограѓани без разлика на верска, етничка и партијска припадност поубав и поквалитетен живот, затоа што тие тоа и го заслужуваат. Социјалдемократите пак полагаа надеж во младиот и амбициозен Зоран Заев, кој поради кандидатурата за градоначалник го напушти местото што го имаше во Македонското собрание. Воден од желбата да го исполнам ветенот, еве сум, исправен пред своите сограѓани, подготвен да се вложам себе си и силот мој капацитет во креирање на една поубава општина, во мојата, во вашата, во нивната, во нашата заедничка општина Струмица, во општината на нашите поколенија. Изборите се случија на 13 март 2005 година, на сам ден Прочка. Овој празник сепак беше поголем празник за коалицијата за Македонија заедно и за социјалдемократот Зоран Заев, кој благодарејќи на волјата на граѓаните за промена на локалната власт, добија мандат да ја водат општината во наредните 4 години. На овие избори Заев освои дотогаш рекордни 17.098 гласови или безмалку 7.000 гласови повеќе од својот против кандидат Топчев, а советничката листа на СДСМ со своите коалициони партнери избори 13 места во Советот наспроти 7-те од тогашната здружена опозиција предводена од ВМРО ДПМН. Имаме победа во првиот круг и со тоа имаме нов градоначалник на Струмица Зоран Заев. Ќе бидам подеднакво градоначалник на сите граѓани на општина Струмица. Однапред ја барам поддршката и во иднина од сите граѓани на општина Струмица, за да нашата општина биде една од економски најпрогресивните општини во Република Македонија. Само така заедно можеме да стигнеме поблиску до целта. Почитувани граѓани на општина Струмица, како носител на листата на коалицијата за Македонија заедно, го користам овој момент од мое име и од име на кандидатите за советници да ја изразам благодарноста што ја поддржавте нашата листа и нашата коалиција. Набрзо потоа подадена рака меѓу стариот и новиот градоначалник, доделување уверенија на градоначалникот и советниците за освоениот мандат,
а потоа и конститутивна седница на новиот совет на општина Струмица, на која социјалдемократот Зоран Ристов беше избран за претседател на советот. Граѓаните очекуваа исполнување на ветеното, а новите локални властодржци беа решени позитивно да одговорат на предизвикот за реализација на амбициозната програма со која во предизборието побараа доверба од своите сограѓани. Но не беше нималку лесно. Барем така, од денешна перспектива, велат сеќавањата на првиот човек на општината, кој во таа 2005 година беше најмладиот градоначалник во Македонија. Ева, се сеќавам пред 6 години, кога дојдов во општина Струмица, ја затекнав во општината пред давање на плата. Тоа беше крајот на март и веќе требаше се плати платата. Буквално првите напори во првите 3 дена беа да се обезбеди плата. Немаше пари на сметката. И веднаш во првите дена видов дека општината има 37 милиони денари обврска, која што е доспејана за плаќање. И истовремено од правната служба бев информиран дека се водат неколку судски постапки кои што најверојатно ќе ги изгубиме за одземен имот, експроприиран имот или слично, кои што се во вкупна вредност од некои 40 милиони денари. А програмата е овде пред мене, ветувањата испорачени пред луѓето, проект еден куп заедно и се фаќате за глава и викате што ветив, како тоа целото ќе го исполнам. Во таквите моменти размислувате како да дојдете до приход во општината и како да стартуваат работите во поволен правец. Апсолутно позитивен, целосно со обременет со чувството на позитивна енергија од вкупните гласови кои што ги добив тогаш во изборите, тргнав максимално позитивно. Она што значи приход на општината, а не наплатен, веднаш да го наплатиме. Она кој што значи судски процедури, веднаш да се спогодиме со нашите граѓани, оти не е фер и не е чест општината да ги тужи своите граѓани или да биде тужена од своите граѓани, кои што истовремено значат заштеда на трошоци. Веднаш ги намаливме нематеријалните трошоци на општината, а преку тоа овозможивме дополнително креирање на проекти кои што чекор по чекор создава веќе и приход на општината. Еден од тие проекти е Глобал, кој што донесе огромни пари, но беа еден куп мали ситни проекти кои што носеа од 200 до 500.000 денари до милион денари и по полека успеавме за пола година да ги вратиме долговите. За наредните дополнително уште 3 месеци доспеа и судските пресуди и тоа да го расчистиме. Од тогаш, буквално после 7-8 месеци од моето доаѓање, општината веќе финансиски се релаксираше. Амбициозноста, инвентивноста, посветеноста на работата, исполнителноста, желбата да се успее и љубовта кон општината и незините граѓани уште на самиот почеток почна да ги дава првичните резултати. Веќе следниот месец од освојувањето на мандатот на новата локална власт беше предаден во употреба мостот на реката Тркања, на влезот од селото Градско Балдовци, чија изградба започна уште во предизборието. А по желба на градоначалникот, истиот беше наречен Борис Трајковски, во спомен на нашиот сограѓанин, прерано загинатиот претседател на Република Македонија. Една од првите активности беше и големата акција Заедно за чиста општина. Сјајот на Струмица е под отпад, изчисти го, со што беа отстранети сите диви депонии, како во градот, така и низатарите на сите населени места во општината. Веднаш потоа беше реализирана и активноста за темелно чистење на каналот на улицата Крушевска Република. Ваквиот ангажман овозможи по неколку децении граѓаните за прв пат да го видат вистинскиот лик на овој канал. Потоа, според програмата за работа на новата локална власт, активностите на повеќе локации во градот и населените места се менуваа како на филмска лента. Беа асфалтирани улиците Климент Охридски и Младинска, изградено првото урбано спортско игралиште, како и неколку нови мини паркови и уредување на зелените површини. Првиот мегапроект секако беше отпочнувањето на изградбата на ободниот канал во Струмица, со средства обезбедени од тогашната влада на Република Македонија. Проект кој имаше за цел да го реши трајно проблемот со поплавувањето на ниските делови од градот по обилните врнежи од дожд. За жал, поради низа објективни и субјективни причини, претежно недоразбирање од политички карактер, овој проект дури сега се наоѓа во завршна фаза.
Но реализацијата на проектите од програмата за работа на општината не беа единствениот предизвик за новопечените локални власти. Пред градоначалникот и луѓето од локалната самоуправа беше поставен сериозен испит. Станува збор за нешто што дотогаш беше вистинска непознаница, а се нарекува децентрализација. Но се покажа дека Струмица не само што добро се справува со прифаќањето на трансферот на надлежности од централно на локално ниво, туку во тој процес стана добар урнек и за другите општини во државава. Се разбира, паралелно со обврските, со превземањето на надлежностите, течеа и останатите активности, како што се изградба на улици и тротоари, оплеменување на постоечките и создавање нови зелени површини, изградба на детски игралишта и други ангажмани. Со помош и подршка на општината, во Струмица беа отворени и првите дисперзирани студии по градинарство и цвеќарство на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје, со што нашиот град по подолго време повторно се најде на мапата на градови со високообразовни институции. За овие студии подоцна општината обезбеди соодветни простории во домот на АРМ. Набргу потоа, локалната самоуправа ја превзеде обврската да направи детално чистење на примарната, секундарната и терцијалната каналска мрежа во целата општина. Покрај сите други активности, на најдобар можен начин родниот град на вториот претседател на Република Македонија Борис Трајковски му одаде трајна почит на својот сограѓанин, подигајќи го во негова чест споменикот Македонија во градскиот парк. На овој чин и претходеше иницијативата на градоначалникот Заев, кој во дело ја претвори познатиот руски скулптор Григорий Потоцки. Тој на покана на првиот човек на општината за да учествува во работата на меѓународната струмичка ликовна колонија, во рамките на која ја создаде скулптурата, која подоцна беше излиена како финален споменичен продукт. За најмладите граѓани на општина Струмица, локалната самоуправа подигна неколку детски забавни игралишта, а беа реконструирани и спортските игралишта во сите основни и средни училишта во градот и населените места. За чистотата на градот беа набавени нови возила за подигање на смет и за одржување на фекалната канализација, како и 750 нови канти за смет. Беа изградени и 2 кружни тека. За разубавување на градот се изградија и 4 нови фонтани, а зелените и цветни алеи на дел од булеварите добија нов лик со палми, тревнати површини и друго хортикултурно уредување со посебен систем за наводнување. Изгледот на централното градско подрачје доби несомнено нова естетска димензија. Општината инвестираше и во улично осветлување, во нови сообраќајни знаци за вертикална сигнализација, а беа поставени и најсовремени семафори на главната раскрсница во градот. Тримпатеката Ловен дом Свети Илија во должина од 2,1 км беше уште еден новитет како резултат на ангажманите на локалната самоуправа, овој пат за потребите на влюбениците во природата, спортот и рекреацијата. Покрај веќе споменатиот споменик Македонија, беше подигнат и паметник во чест на бранителите од конфликтот во 2001-та, а беа реконструирани уште 9 постојани споменици. Во рамките на КАРЦ програмата и културната соработка со општина Петрич, Република Бугарија, беа реконструирани царевите кули над Струмица, а најмалите струмичани го добија и својот прв детски град. За потребите на телесно инвалидизираните лица, кои се движат со помош на инвалидски колички, во поширокото централно градско подрачје беа изградени пристапни рампи за непречено движење и полесен пристап до сите поголеми јавни институции. Беше задоволена и потребата од нов клавир на наставниците и учениците во музичкото училиште Боро Џоми. Па така, со општински средства, беше набавен нов полуконцертен клавир Ямаха, кој на свечен начин го промовираше познатиот македонски пијанист од светски глас, струмичанецот по мајка Симон Трпчевски. Прво би сакал да му честитам и на градоначалникот, на господинот Заев и на општината Струмица и на сите луѓе што работат во музичкото училиште Боро Џоми во
во Струмица за нивната иницијатива, за желбата да придонесат нешто за културата не само во Струмица, туку генерално ова е навистина прекрасен гест кој што е пример за тоа како треба да се однесуваат и другите општини во Македонија. Кога станува збор за културата и културните вредности во нашиот град, општината несебично ги помагаше сите културни настани и институции од областа на културата, а даде и голем влог во одржувањето на 5 големи меѓународни културни манифестации: Струмичкиот карневал, фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, меѓународната струмичка ликовна колонија, меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура и интернационалниот филмски фестивал Астерфест, како и на новиот фестивал на староградски песни и серенади под кулите на Струмица. И не само тоа, општината и градоначалникот заедно со Советот на општина Струмица беа покровители на безмалку сите културни случувања во градот и помагатели на бројни книжевни објави од струмички автори. Слични ангажмани беа превземени и во делот на спортот. Покрај покровителството на сите значајни спортски манифестации, општината секоја година од својот буџет одделува средства за помош на сите спортски клубови. Тие клубови и спортисти знаеа да возрата со добри спортски резултати, но круна на сите тие успеси беше освојувањето на шампионската титула и суперкупот на кошаркарскиот клуб Струмица и излегувањето на овој клуб во кошаркарска Европа. Спортската редакција на телевизија Сител во 2005 година го прогласи Зоран Заев за најдобар градоначалник во Република Македонија во делот на грижата, помошта и вложувањето во спортот. И покрај тоа што локалната власт нема ингеренции во здравството, сепак значајно е да се каже дека општината партиципираше со свој дел во мама центарот како новитет во Струмичката општа болница. Имено за нормално функционирање на новиот мамограф за рано диагностицирање на рак на дојка, дониран од фондацијата Борис Трајковски, општината го обезбеди неопходниот ехо апарат. Не треба да се заборави ниту одличната соработка со невладините организации, која резултираше со бројни проекти, континуирана помош на општината на невладиниот сектор, како и помошта за отворањето на Центарот за поддршка на невладините организации и тоа во општински простори. Со поддршка на општината се формираа сервисен центар за граѓаните, клуб за стари лица, клуб на пензионери во 8 урбана заедница, центар за глуви и наглуви, клуб за времен опфат на деца со посебни потреби, паралелки за деца со аутизам, заштитна работилница за телесно инвалидизирани лица, психосоцијален клуб за абстиненција од дрога и рехабилитационен центар за наркозависници. Општината финансираше и проект за социјална инклузија на децата од малцинските етнички групи, со кои им се овозможи бесплатно изучување на англискиот јазик и информатиката. Беа модернизирани и условите за работа на членовите на Советот на општина Струмица, со современа сала за седници, опремена со нов инвентар, ново озвучување и лаптоп компјутери за советниците, а за општинската администрација беа набавени нови компјутери кои беа мрежно поврзани. Вреди посебно да се истакне дека Струмица стана првата општина во Македонија и една од првите на Балканот, која почна да нуди услуги на граѓаните согласно меѓународно признатиот стандард ISO 9001-2000, а подосна беше имплементиран и ISO 14001-2000, сертификат за стандард во екологијата. А кога екологијата е во прашање, тогаш не смее да се пропушти фактот дека во 2006 година општината го освои второто место во државава во делот за управување со отпад, а веќе следната 2007 Струмица стана македонски еко-шампион во заштитата на природното наследство. И двете награди беа добиени од Министерството за животна средина. Европската определба на Струмица и стремежот кон европските вредности беа причина во центарот на градот да бидат подигнати знамињата на сите земји членки на Европската унија, како и знамињата на Унијата, Македонија и на општина Струмица, кои му дадоа посебна димензија и убавина на изгледот на Струмичкиот центар. Со оглед на фактот дека иднината на Струмица е во младите генерации, локалната самоуправа иницираше и поддржа формирање на младински совет и детски парламент со право на одлучување за идни проекти од интерес на младата популација.
Со доаѓањето на власт на новата гарнитура општинари на чело со градоначалникот Зоран Заев, стана пракса сите проектни активности да се креираат на собири на граѓани по населените места, како и по урбаните заедници, на кои се нотираат потребите на граѓаните и приоритетите кои наоѓаат свое место во програмата за работа за секоја буџетска година. Како резултат на таквото планирање во секое село од општина Струмица во првиот мандат на новата локална власт беа реализирани по неколку значајни проекти. Па така во Добрејци беа асфалтирани 4 улици, изградени 2 тротоара, игралиште за мали спортови во училишниот двор, извршена санација на училишната зграда, а во последната година од мандатот беше реализиран и водовод, со што граѓаните на оваа населено место за прв пат добија чиста и здрава вода за пиење. Водовод беше изграден и во селото Просениково. Во ова село покрај тоа беа асфалтирани и 4 улици, изградени тротоари по главниот пат до училиштето, легнати полицајци за безбедност на учениците, спортско игралиште, парк на сред село, санација на покривот на училиштето, а беа исчистени и каналите. И во Дабиле беа реализирани неколку значајни проекти. Асфалтирани се 6 улици, изграден тротоар од влезот до излезот на селото, реконструирана е познатата селска чешма, исчистени се одводните канали, а беше реализиран и големиот проект за изградба на водовод. Во Сачево беа асфалтирани 4 улици, изграден парк на сред село, оградено беше подрачното училиште, а беше изграден и толку очекуваниот мост, кој беше најголемата потреба на сачевчани. Граѓаните на Муртино во првиот мандат на актуелната локална власт добија 6 улици, 3 тротоари, парк со канделабри, санирана училишната зграда, спортско игралиште, реконструирани отворени канали и темелно исчистен канал на реката Струмица, а беше реализирана и првата фаза од изградбата на канализацијата. Во селото Банско беа асфалтирани 4 улици, изграден нов резервоар за вода и потисен цевковод, извршена санација на водоводот и каптажа на водите, изградено спортско игралиште, а беа реализирани и активностите за изградба на нова водоводна мрежа. И во Габрово беа реализирани неколку значајни капитални проекти. Беа асфалтирани 4 улици, уредени габровските водопади над селото, а е изграден и целосен водоснабдителен систем. Од село во изумирање, Габрово прерасна во село со перспективна иднина, особено во развојот на туризмот. Градско Балдовци беше едно од селата која со новиот водовод доби здрава и чиста вода за пиење. Покрај тоа беа асфалтирани 4 улици, изградено ново спортско игралиште, исчистени каналите, а беше изграден и веќе споменатиот мост Борис Трајковски на реката Тркања. Капитални проекти добија и граѓаните на Куклиш. Ова е единственото село во кое беше изградена пречистителна станица. Покрај тоа беа асфалтирани 6 улици, изградена канализација, мост, потпорен зид за заштита од поплави, спортско игралиште и санациони зафати во училишната зграда. Во соседното Свидовица беа асфалтирани 3 улици, беше извршена санација на водоводот, а пред да биде направен патот Куклиш-Банско од страна на централната власт. Во недостаток на ингеренции, делницата од Куклиш до Свидовица 4 пати беше тампонирана. Во Костурино, струмичката локална власт во првиот свој мандат реализираше 5 улици, тротоари долж селото, уреден дворот на селската амбуланта и направен опфат на водите во истата, санирана училишната зграда, изградено игралиште за мали спортови, како и парк на сред село. Во Рицко-планинските села Раборци, Рич и Попчево исто така беа реализирани неколку значајни проекти. Во Раборци беа изградени 3 улици, во Рич 3 улици беа асфалтирани и исто толку тампонирани, а во Попчево беа асфалтирани двете главни улици, извршена санација на салата во Домот на културата и санација на водоводот, а беше изграден и парк на сред село. Во Баница беа поставени цевковод и потисен цевковод, изграден резервоар за вода, спортско игралиште, извршена санација на училишната зграда, исчистени каналите, а беше изградена и нова водоводна мрежа како најголем капитален проект во ова село. Граѓаните на Водоча добија 3 асфалтирани улици, ново спортско игралиште и парк на сред село, а бројни проекти беа реализирани и во Велјуса. Таму беа асфалтирани 5 улици, беше извршено зафаќање на водите кои пред тоа неконтролирано течеа низ сред село.
Уреден центарот со зелени површини и канделабри, извршена санација на матичната служба во Домот на културата, изградено спортско игралиште, отворен патот Велјуса-Ангелци, а реализиран е и проектот за почиста Велјуса. Граѓаните од населените места секогаш со позитивни реакции за реализираните проекти. За село Просениково има направено многу, започнувајќи од инвестирање од страна на локалната самоуправа со помош на градоначалникот преку проекти добиени во образованието. Понатаму премногу има направено во инфраструктурата со асфалтирање на неколку улички, поставување тротоар кој води до училиштето, што е многу добро за безбедноста на нашите деца. Понатаму посебно сме задоволни од последната одлука на градоначалникот која е во врска со водоснабдувањето за село Просениково, што значи дека ќе се надминат сите проблеми поврзани околу тоа. За нас е многу значи това чистење. Прибедејќи тие години многу страдаваме, не само повеќето страдаше и цел сел. Мислам, влага, џаба што градаме куќи, добри, меѓутоа со таа влага, мислам, оти не одеше во прилог на тие финансиски средства што ги даваме. И затоа сега мислам, оти треба да созрее свеста, луѓето да не фрлат ѓубре веќе во каналите и најбитно е да фекалните води што идат од Струмица да не се влеват пак тука. Со пуштењето на асфалтниот пат сега денеска за Габрово представува големо задоволство, бидејќи Габрово како село до сега беше малку во страното. Некако запоставено меѓу две општини, Ново село и Струмица, но сега со новата локална определба Габрово се осеќа дека животот веќе напреднува, живнува. За време, за неполна година и пол, од кога господинот Зоран Заев е како градоначалник на општина Струмица, се изгради 1200 метра асфалт низ сред село и плюс тоа до црквата имаме изградено околу 150 метра асфалт. Друго, во изградба е уште и водоводот, но тој ќе се пушти во текот на септември месец и се осеќа дека Габрово веќе напредно живнува и се развива селскиот туризам. Жителите на село Габрово се многу задоволни. Ова општина има доста инвестирано, за разлика од претходната општина која беше Куклиш. Се гледа и од самите инвестиции кои што се направени. Детското игралиште во основното училиште во Костурино беше асфалтирано. Тротоарите во долж населеното место на магистралниот пат Струмица-Костурино исто се од општина Струмица. Улица оваа година беше изградена во должина негде од 200 до 300 метра, асфалтирана исто од општина Струмица. И за оваа година се најавуваат некои други инвестиции, тоа градоначалникот што ги има во координација со претседателите на местните заедници и со институциите. Така, во еден збор кажано, задоволни сме ние од овие инвестиции кои што до сега градоначалникот ги има, за разлика ако се зема во предвид Костурино колку може да придонесе на општина Струмица, мислам дека треба да бидеме задоволни и задоволни сме. Јас сум 65 години, значи староќен, до сега таква благодет не беме добијале ние. Прво водата што добијаме, исто това, а сега за това не може да се каже, значи това може за инат некој да се говори, да не чина това оригинал за нас. Тај пат това село да биде пред колку години е било тука, многу се мачаме и земјоделие нешто да пренесеш, не може с којне сме носили, с коли, сега оригинал това тук. Селото ќе, мислам, ќе добие некој лик и добија го, не ќе добие. Благодарение градоначалнико не изде такво, ама некамо вода ќе ни донесе и ние сме тие што треба да поддржаме и се да биде во ред. Најубаво за сите што сме тука луѓе, добра и чиста вода да пиеме до сега, като што не е било никој пат вода таква донесена като од градоначалникот што ни донесе од Струмица. За отварањето на водоводот во село Дабиља, понапред најпрво да му се заблагодарам на градоначалникот, е дете изваредно. А од друга страна, што ние пиеме до сега вода само од јамите. Од јамите, селски јамите пиеме, немаме здрава вода. Благодарение
на таа вода, сега што добиваме, с господин Заев, градоначалнико, нашиот татко, што ни дозволи да имаме здрава и чиста вода за пиене. Што се однесува пак до ангажманите во урбаното јадро на Струмица, тие без сомнение го зголемија квалитетот на живење на граѓаните, но придонесоа и за разубавување на Струмица. Се разбира, круна на првиот мандат на градоначалникот Зоран Заев и локалните власти беше секако хипермодерниот градски пазар со деловен центар Глобал, кој никна на местото на дотогаш санитарно неисправниот отворен пазар. Со Глобал Струмица стана прва по неколку нешта во државата. Прво јавно-приватно партнерство, прв затворен пазар и прва катна гаража во Македонија. На свеченото отворање на овој капитален објект, градоначалникот Заев ги апострофираше бенефитите од истиот како за општината, така и за државата. Економските параметри велат дека на име комунали општина Струмица доби 66 милиони денари или 1,1 милион евра, а се очекуваат уште 25 милиони денари или 400.000 евра од данок на промет. Се разбира, станува збор за средства чија намена се повторно проекти за развој на нашата општина. Делува фрапантно податокот дека по основ на разни даноци нашата држава Република Македонија инкасира од овој објект околу 3 милиони евра. Треба ли да се прават посебни анализи за економскиот бенефит ако се знае податокот дека во изградбата на објектот учествуваат 120 изведувачи и подизведувачи и тоа домашни фирми. И се разбира, листата од придобивките од овој капитален објект завршува со реалната можност за отварање на нови работни места. Ете зошто силно веруваме во овој проект и со многу љубов идејата ја преточивме во реализација. Се разбира, покрај сите позитивни работи, вреди да се истакне дека катната гаража овозможи разрешување на проблемите со паркирањето и делумно решавање на сообраќајниот хаос во центарот на градот. Европскиот растеж на Струмица го препознаа и голем број печатени и електронски медиуми. Затоа доволно зборуваат насловите во дневниот и неделниот македонски печат, од типот Струмица би можела да биде најубава за живот. Струмица македонски економски тигар. Струмица испишува најуспешна транзицијска приказна. Струмица се обновува. Струмица најубав град за живење. Струмица успешна приказна без крај и многу други. Интерес за Струмица пројавија и медиуми надвор од границите на Македонија. Гостуването на екипа ни в града започна с посещение в общината, където бяхме радушно прияти от кмета господин Зоран Заев. Јас сум 1,5 година кмет или градоначалник. Бројните проекти на локалната самоуправа наоѓаа на добар прием кај граѓаните, затоа што власта имаше разбирање и слух за нивните потреби. Таков е случајот со луѓето со посебни потреби, кои членуваат во повеќе здруженија на граѓани. Тие презадоволни од третманот и од ангажманите на градскиот татко околу задоволување на нивните потреби и барања. Што се однесува до соработката со градоначалникот е на големо ниво, така секогаш за овие 4 години што поминати, секој е со нас, секој време ни помага и така да има голема поддршка и понатаму продолжуваме со соработката. Јас сум презадоволна од нашиот градоначалник. Јас ќе го кажам наш затоа што многу ни помага, затоа што секој ни промужа и ни дава поддршка голема. И сакам да кажем дека еве јас сум веќе подолго време член по Сдруженијето на слепи Струмица и градоначалникот е прв градоначалник што иде е помеѓу нас и ги слуша нашите проблеми, барања, секојаш има слух за нас. Соработката со локалната самоуправа традиционално од година на година се повеќе и повеќе се подобрува, имајќи во предвид во почетокот 2005 година кога градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев дојде на чел на општината, соработката со невладниот сектор, конкретно со нашето усдружение, се подобри за разлика од претходните години. Исто така можам да кажам дека градоначалникот многу направи за здружението на глави на глави лица, имајќи во предвид дека ние се наоѓавме во руинирани простори,
минатата година им даде простори со негова помош и со заедничка работа и на самите членови се адаптира тој простор. Прв пат за нашите деца некој се грижи, ги опфати, ни даде да работиме со нашите деца, имаме клуб. Значи, одиме секаде, дека треба да одиме, секој пат сме попаканати ние од нашиот градоначалник. Немам зборови да најдам со кој би можел да се заблагодарам и на оваа средба што сега ова вече градоначалникот ја прави со нас. Неговата поддршка е неизмерна, човекот е толку пријателски расположен према нас. За секои наши потреби до сега што сме обратили до него без услови ги исполнил и мислам дека и понатаму ќе биде така. Нашата плодна соработка со него ќе продолжи и понатаму. И покрај бројните активности за реализација на програмата за работа на општината, тие накусо замреа по притворањето на градоначалникот и неговите 5 соработници за случајот Глобал. Но набргу потоа градежните оперативи повторно се вратија на терен, на позициите каде што се реализираа новите проекти. Па така беа изградени двата нови булевара, Маршал Тито и Климент Охридски, како најголеми капитални проекти во тој период, а беше подигнат и западниот бедем на Цареви кули. Беше формирано и јавното предпријатие паркиралишта со пајак служба за справување со сообраќајниот хаос во градот. Вистинска сатисфакција и валоризација на инвентивноста во работењето на локалната власт пристигна од Советот на Европа, која ја награди општина Струмица за првото јавно-приватно партнерство во Македонија спроведено во проектот Глобал, пошто следуваше и јавна презентација на истиот за другите општини во државава. Случајот сакаше последната година од владењето на Зоран Заев во неговиот прв градоначалнички мандат да се совпадне со првите предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Политичките комбинаторики беа причина токму тој да биде носител на листата на коалицијата Сонце во 4-та изборна единица. Но веднаш по тие избори, освоениот 4-годишен мандат за пратеник го откажа во замена за само 9 преостанати месеци од градоначалничкиот мандат. Сакам да искористам приликата да ги информирам граѓаните на општина Струмица дека нема да го прифатам мандатот за пратеник кој што произлегуваше од овие листи и останувам градоначалник на општина Струмица. Како плод на ангажманите на локалната самоуправа, повеќето училишта во општината добија нови фасади и санитарни јазли. Замената беше столаријата, а беше извршена и санација на покривните конструкции и други делови од училишните згради. Беше извршено и големо екстериерно и интериерно уредување на библиотеката, како и целосна реконструкција на општинската зграда. Беа подобрени условите за работа во градинките и територијалната противпожарна единица, а беа подигнати и спомен бисти на Боро Поцков и Герас Цунев во малиот градски парк. Посебна приказна беше и украсувањето на градот за новогодишните и божикните празници. Се чини дека во овој период струмичкото централно подрачје никогаш порано не било поубаво, а амбиентот, како од бајка, беше еден од најубавите во Македонија. 4-годишниот период од првиот мандат на Зоран Заев и Советот на општина Струмица беа години на динамичен развој на општината. Најголемиот број повозрастни граѓани отворено зборуваа дека не паметат таков прогрес на градот и општината. Струмица едноставно доби многу поубав лик од порано, или поточно кажано, Струмица во 2005-та и Струмица во 2009-та беа две различни приказни. Заслужни за тоа беа градоначалникот, но и членовите на Советот на општина Струмица. Советот не може без локалната самоуправа не може без Советот. Сите сакаме убава Струмица, сите сакаме европска Струмица. Се надевам дека така ќе биде во иден период. Сакам да кажам дека скоро 90% и повеќе единствено ги решаваме сите точки. Копијата се кршаат најмногу во на седници на комисиите. Тука се караме, се расправаме, даваме предлози и мислам дека ова што го даваме умесно од страна на нас, позиција, опозиција, не го гледам. Меѓутоа сметам дека кога ќе ги дадеме предлозите и градоначалникот и сите други ги прифаќаат предлозите и затоа многу помирно одат на седниците на Совет. Работиме за интересите на граѓаните на општина Струмица. Мислам дека тоа е пат кој што ќе допринесе за понатамошниот развој на општината во која што живееме, како граѓани сите ние.
мислам дека нема да кажем нешто повеќе ако речем дека работата на Советот е многу успешна, поради тоа што помина огромен број на проекти, огромен број на проекти што се изгласа, се за доброто на Струмица и на струмичани, на општина Струмица и се реализира, што е најбитно. Со тоа практично Струмица доби еден нов изглед, една нова димензија во своето живење, мислам, збогатена од сите сфери на општественото живење, така да работата на Советот ја оценувам како доста успешна. Сметам дека Советот многу професионално, одговорно и конструктивно си ги исполни сите задачи кои пред него ги поставија гласачите. Па добро, мислам дека општа е оценката и помеѓу советниците и од опозицијата и од позицијата, а мислам дека ова согледување ќе го поделат и граѓаните на општина Струмица, дека овој состав на Советот на општина Струмица работеше ефективно и во интерес на граѓаните. Но Струмица и струмичани заслужуваат и многу повеќе од тоа и со право бараат таквиот развој да продолжи и понатаму. 4-годишниот мандат на градоначалникот Зоран Заев и на членовите на Советот заврши. Случајно или намерно, фотографијата на Зоран Заев не беше поставена во општинската фотоколекција. Кој ќе ја води општината во наредните 4 години? Одговор на ова прашање требаше да дадат мартовските избори во таа 2009 година. Адут на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија повторно беше Зоран Заев. За Заев овие избори беа од двојно значење. Дали граѓаните се задоволни од неговата 4-годишна работа и дали веруваат во неговата невиност во случајот Глобал. Нашиот заеднички предизвик во иднина ќе биде 100% реализација на новата изборна програма, со која повторно ја барам вашата поддршка. Во неја повторно има многу нови проекти од исклучителна важност, а развојната компонента за доброто на општината го има главниот збор. Прочитајте ја програмата, ќе го прочитате новиот дополнителен сјај на Струмица. Прочитајте ја програмата и ќе се прочитате себе си во неја преку интересот за вашето обкружување. Прочитајте ја програмата и бидете горди на иднината. За негов против кандидат, владеачката партија на централно ниво ВМРО-ДПМН ја кандидираше Силвана Бонева, висок политичар во оваа партија и координатор на владеачкото парламентарно мнозинство во Македонското собрание. Пренесете им на сите граѓани во Струмица. Нека подразмислат малце што е тоа што сработи господинот Заев во изминатите 4 години. Дали сите граѓани на општина Струмица ги чувствуваат придобивките од досегашното негово владење? По исклучително жестоката изборна кампања, на денот на изборите, граѓаните си го кажаа своето и гласаа за континуитет во раководењето со општината, давајќи му повторно доверба на Зоран Заев и СДСМ. Со задоволство сакам да ја објавам големата победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на вчерашните локални избори во општина Струмица. Станува збор за историска победа, досега невидена во нашата општина, во која освоивме рекорден број на гласови. Заев го собори сопствениот рекорд од пред 4 години, освојувајќи фантастични 21.460 гласови, или околу 60% од оние кои гласале, наспроти 14.221 глас, колку што доби Бонева. Истите избори го креираа и распоредот на силите во новиот совет на општина Струмица, при што СДСМ доби 13 советнички места, ВМРО-ДПМН 9, а еден советник доби и ВМРО Народна партија. По задржувањето на директорското место во Комуналец на носителот на советничката листа на победничкиот табор Панче Орцев, за нов председател на Советот беше избран Маријан Даскаловски. Уште во предизборието, струмичкиот градоначалник ја издаде својата бела книга, давајќи при тоа отчет пред граѓаните за сработеното во првиот мандат, но истовремено им понуди и изборна програма за работа во наредниот 4-годишен период. Со победата на изборите, ветеното од таа програма требаше да се исполни. Набргу потоа почнаа да се нижат проектите
кои имаа за задача разрешување на проблемите на граѓаните, зголемување на квалитетот на нивното живење и разубавување на општината. Почнаа да никнуваат нови улици и тротоари, нови зелени површини, а беа направени и низа комунални зафати во градот и населените места. Во меѓувреме, Советот на општина Струмица ја одржа својата прва конститутивна седница. Во тие први месеци од вториот мандат на актуелната локална власт беше промовиран Центарот за развој на југоисточниот плански регион, а се изврши и промоција на стратегијата за управување со ризици на општина Струмица. Покрај традиционалната пролетна акција за почиста Струмица, Оделението за животна средина при локалната самоуправа во соработка со Средното општинско училиште Јане Сандански извршија еколошко уредување и чистење на просторот околу Габровските водопади, а започна и акцијата за најдобро уредено дворско место во општина Струмица. Локалната самоуправа ја донесе и програмата за енергетска ефикасност, а беше донесена и студијата за интегрирано управување со отпад. Пајак службата започна да делува со отстранување на неправилно паркираните возила, но нејзиното постоење не ги даде посекуваните резултати. Според тврдењето на луѓето од локалната самоуправа, тоа се должи на отсуството на добра соработка со СВР Струмица. Со голема помош и подршка на општината, Струмица стана првиот град во Источна Македонија, во кој првиот приватен универзитет во Република Македонија, ФОН, отвори свој кампус со дисперзирани програми за студирање на 4 факултети. Во договор помеѓу ФОН и општината, 5 млади струмичани со понизок социјален статус добија можност бесплатно да студираат на овој универзитет. Во делот на екологијата беа предадени во употреба нови еколошки острови на 3 улици во градот за селектирање на отпадот и развивање на еколошката свест кај граѓаните. Струмичкиот градски парк доби прекрасна скулптура насловена како Падната птица. Станува збор за дело на младата скулпторка Наташа Божарова Пијанманова, создадено на меѓународната струмичка ликовна колонија, кое потоа беше излиено со средства од општината. Кон крајот пак на 2009 година се одржа јавна расправа за гасификацијата на Струмица. Расправата доби афирмативни рефлексии и позитивни мислења од струмичани. На почетокот на 2010 година започна еден интересен проект кој беше наречен Струмичани за поубава Струмица. Станува збор за проект за обновување на старите фасади во централното градско подрачје и тоа без средства од буџетот на општината, а со помош на доброволно ангажирање на повеќе стопански субјекти од нашиот град. Општина Струмица, како резултат на својот фискален капацитет и добро фискално работење, го доби B1 кредитниот рейтинг, како највисок кредитен рейтинг во Република Македонија. Истиот укажува на целосен капацитет на самофинансирање и адекватна ликвидност. Верували или не, овој кредитен рейтинг е подобар дури и од оној на поголеми европски градови, како што се Истанбул, Киев, Загреб и други. Во април 2010-та отпочна изградбата на уште еден мегапроект кој имаше за цел уште повеќе да го разубави центарот на Струмица, но во исто време и да придонесе за задоволство на пешаците и на возачите. Станува збор за изградбата на нов плоштад со подземно ниво за сообраќајно поврзување на 3 улици и простор за паркирање. Во пресет на летната сезона беа поставени станици за вежбање на тримпатеката Ловен дом Свети Илија.
а набргу потоа беше подигнат и откриен споменикот на бежанците, уште едно дело на скулпторката Наташа Божарова Пијанманова. Покрај низата активности за изградба на нови улици и тротоари во градот и населените места, интензивно течеа работите на изградбата на ободниот канал. Почна изградбата и на летната сцена амфитеатар во Струмичкиот градски парк, втор проект покрај Центарот за рехабилитација и ресоциализација на лица корисници на дрога и алкохол, Покров, кој со заеднички средства и соработка на Општината и Швейцарската агенција за развој и соработка се реализира во Струмица во рамките на проектот Форум на заедниците. Се случи и отворањето на приватното средно училиште Јахја Кемал, како прво такво на турскиот коледж во Македонија, во источниот дел од нашава земја, за што Општината пружи драгоцена помош и поддршка. Во меѓувреме првиот човек на Општината советување за отворање нови фабрики во Општина Струмица и нови работни места за струмичани. Како ангажман на Општината беа реновирани и просториите на глуви и наглуви лица. Наскоро новиот плоштад, а во присуство на голем број љубопитни граѓани, беше поставена уште една скулптура на Наташа Божарова Пијанманова, струмичанка под маска. Во низата активности за одбележување на Денот на заштитниците на Струмица Свети 15 Ивериополски свештономаченици, во Куклиш беше предадена во употреба наменска вага за земјоделски производи, изградена со средства од општинскиот буџет. Беше предадена во употреба летната сцена амфитеатар во градскиот парк, а централен настан беше свеченото отворање на новиот градски плоштад. Инфраструктурен проект изворен од потребите на граѓаните на општина Струмица, кој што представува навистина пример како во едно кризно време општината може да генерира вакви проекти, да гради вакви инфраструктурни проекти и да решава крупни проблеми на граѓаните на општина Струмица. Овој проект е прв од ваков тип во Република Македонија, со подземни сообраќајници, подземни семафорски раскрсници, подземни паркиралишта, кои што представуваат една функционална целина која што го разделува автомобилскиот сообраќај од пешачкиот сообраќај. Овој проект представува нова гордост на струмичани. Знам дека Струмица ќе се гордее со него и ги повикувам сите граѓани на Република Македонија да го видат примерот на добро изработена работа во Струмица, а се со цел да покажеме дека локалните самоуправи се важен сегмент во секојдневното живење на граѓаните од Република Македонија и можеме да бидеме добар двигател и генератор на економијата и економскиот раст во Македонија. Граѓаните презадоволни од изгледот и функционалноста на новиот градски плоштад. Штета што и другите наши градови вака не се обликувани, што би рекол, да личат на светски метрополи. Најмногу од сега имаме плоштад, тога и немаше, мина коли тука, паркинг беше таму. Плоштадот може да ви кажем најдобар е во Република Македонија за сега. Годинава општина Струмица доби уште едно значајно признание. Во рамките на проектот на Центарот за институционален развој и Швейцарската агенција за развој и соработка, од вкупно 84 општини, колку што има во нашава земја, Струмица беше избрана за најтранспарентна општина во Македонија.
Овие резултати од завршеното истражување од спомнатиот проект се публикувани во оваа книга, која останува трајно сведоштво за тоа дека општина Струмица е најтранспарентна општина во Република Македонија. Собирите на граѓани, службата за контакти со граѓаните, отворената веб страница на општината и градоначалникот, илјадниците директни средби со граѓаните и разни други форми на отчетност се дел од причините кои транспарентноста на општината ја издигнуваат на највисокото можно ниво. Тука не смее да се заборави и емисијата Отворено со градоначалникот, која се реализира секој последен четврток во месецот на програмата на ТВ каналот ВИС. Зоран Заев е единствениот градоначалник во државава кој преку ваква емисија има редовен телевизиски отчет пред граѓаните. По заслуга на општината, во чест на изградбата на новиот плоштад и во чест на великденските празнувања, струмичани, но и граѓани од други градови неодамна уживаа во големиот концерт на српската и балканска мега поп звезда Желјко Јоксимовиќ. Беше тоа настан за паметење. Но за паметење е и еден друг настан. Во април годинава започна и официјално изградбата на првата фаза од гасификацијата на Струмица, еден од најголемите проекти на струмичката локална самоуправа. Се работи за гасоводна мрежа од 13 километри, кој што представува примарен гасовод кој што допира до сите јавни објекти, локални или државни, и до сите фабрики во Струмица. Оваа мрежа представува и основа за приклучување на сите домаќинства во градот Струмица. Втората фаза од овој проект е приклучување на сите пластеници и оранжерии, како и населените места околу Струмица. Вкупната вредност на оваа фаза, која што денеска отпочнуваме, е 57 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Изведувач на проектот е Конти Хидроплас од Гевгелија. До крајот на оваа седмица следуваат уште два тендери. Едниот е за опремата за декомпресија и компресирање на гасот, а вториот е за увоз на природниот газ. Сакам преку оваа пресконференција да испратам две пораки. Првата е до граѓаните. Ова денес што го отпочнуваме, мега проектот гасификација на Струмица, е нова причина зошто струмичани треба повеќе да се гордеат. Насекаде во светот, покрај другите начини, времето се мери на период пред користење на природниот газ и на период после користење на природниот газ. Исклучително тешко е да се направи телевизиски приказ за повеќе од 6-годишното раководење со општината од актуелната локална власт. Речиси невозможно е да се спомене се и се што во изминативе повеќе од 2222 дена беше предмет на реализација. Но повикувајќи ја на помош статистиката, дружејки се со фактите и бројките, сепак добиваме генерална слика за севкупниот ангажман на локалната самоуправа. Па така во овој изминат период биле реализирани вкупно 1647 конкретни проекти. Вкупните капитални инвестиции ја поминуваат бројката од 1 милиарда и 110 милиони денари или повеќе од 18 милиони евра. Од европски фондови и грантови се обезбедени плюс 200 милиони денари, од кои само од фондовите на Европската Унија преку 90 милиони денари. Буџетската реализација е со развојна компонента повеќе од 80%. Дополнително се обезбедени 9,8 милиони евра за прочистителна станица која во наредниот период треба да почне да се гради. Донесен е нов генерален урбанистички план на градот и преку 30 детални урбанистички планови во градот и селата, а се подготвени и ажурирани подлоги за уште 5 урбанистички планови за исто толку населени места. Асфалтирани се патишта во градот и селата во должина од преку 140 километри или 560.000 метри квадратни, покриени со нов асфалт, а тампонирани се 40 километри полски патишта. Направени се нови тротоари во должина од над 75 километри, со вкупна површина од 151.000 метри квадратни.
Изградена е водоводна мрежа во должина од 210 километри, а 80% од постоечката водоводна мрежа во градот е заменета. Поставени се нови канализациони линии во градот и населените места Куклиш, Муртино и Костурино во вкупна должина од 64,5 километри. Во секое градско мало реализирани се по неколку проекти, а во секое село помеѓу 15 и 25 проекти, вклучувајќи ги овде и од ние најкрупните, водоводите во Градско Балдовци, Дабиле, Добреци, Просениково, Банско, Баница, Рич и Габрово и пречистителната станица во Куклиш. Изградена е инфраструктура за потребите на агроберзата во вредност од 78 милиони денари. Изградени се 4 нови мостови, 2 кружни тека, 6 нови фонтани, поставени нови семафори и подигнати 4 споменици, 2 споменбисти и 2 скулптури. Исчистени се речни корита и канали во должина од 47,7 километри. 11 пати е спроведена акцијата за чиста Струмица. Создадени се 104 хектари нови јавни зелени површини, набавени 3200 нови канти за смет, 6 возила за чистење на јавни површини, 2 возила автосметери и едно за чистење на канализационата мрежа. Набавени се и поставени повеќе клупи во градскиот парк, централното градско подрачје и низ населените места. Изградени се 17 детски игралишта. Заменети се 90% од уличните светилки со штедливи, при што е обезбедена заштеда од 200.000 евра на годишно ниво, а инвестирано е преку 30 милиони денари во нови улични столбови. За санација на училиштата и детските градинки потрошени се 32 милиони денари, а за осовременување на противпожарната служба 15 милиони денари. Значајни средства се вложени и во културата, образованието и социјалната заштита. Подпомогнат е НВО секторот со 24 милиони денари, спортот со 30 милиони денари, а за детскиот парламент, младинскиот совет и други проекти за младите беа издвоени преку 12 милиони денари. Со ангажман на општината, овозможено е и отворање на 28 производни погони, како и отворање на безмалку 5000 работни места. Првиот човек на општината, Зоран Заев, задоволен од сработеното, со уверување дека со исто темпо ќе продолжи и во преостанатиот период од неговиот втор мандат. Во овие 6 години се променија целосно работите. Тргнав од буџет од 28 милиони денари, еве денеска имаме 1 милиарда и 80 милиони денари. Ако ги тргнеме блок дотациите, кои што се новина, впрочем тоа е разликата во децентрализацијата на власта, од некои 500 милиони денари, вкупниот буџет на општината има пораснато од 28 милиони денари до некои 600 до 700 милиони денари. Во приходи кои што биле и тогаш, се и денеска, тоа се комуналиите на општината, даноците на имот, данок на промет или сличните приходи. Се сменија многу работи. Формиравме своји собствени служби. Во тие собствени служби почнавме сами да бидеме заинтересирани да си ги наплатиме приходите на општината од граѓаните. Се подобри амбиентот за наплата, кога видоа луѓето дека се решаваат проблеми, се асфалтираат улици, тротоари се прават, фонтани, проекти различни од секаков карактер, луѓето добиваат и повеќе желба да редовно си плаќаат својот данок на имот, фирмарината и слично, така да денеска знаат граѓаните дека после 6 години општина Струмица е финансиски целосно стабилна, ликвидна во секој момент. Тоа е потврдено плюс со меѓународниот кредитен рейтинг и најважната потврда е конкретните дела кои што може да ги видат насекаде. Јас сум апсолутно задоволен од овие 6 години. Впрочем, тие 6 години во еден момент, знаејќи дека ве прават најуспешна општина во државата, истовремено ви вбризгуваат една обврска која што вика не смеете овде да останете. И другите напредуваат. Понатаму, морате да го држите чекорот да бидете секогаш први. Тоа е полесно кога имате едно ниво достигнато и јас се надевам дека навистина тоа и така ќе продолжи. 6 години не направија дефинитивно економски тигар во Македонија. 6 години не направија најдобро место за живење, најубава општина, не направија најтранспарентна општина. 6 години направија најеколошка општина со 2 награди една по друга. Буквално и наградите тука нема да застанат. Тоа е само потврда на она што е сработено досега. Но не е задоволен само градоначалникот, туку и граѓаните на Струмица. Струмица тај период напредува одлично. Одлично. Мислам като никој пат што не е напредувала. Има изградено пуно работи што служат на граѓаните да се удобно усеќат во градот, да се движат како што треба низ градот, да се чувствуваат градски и да уживат
во се што има во сите ловини на Струмица, поготово во центарот на градот. Нема да бидам нормален ако кажам дека не сум задоволен. Јас не верувам дека имал човек што после овие резултати, после оваа поставеност, после овие активности на сите полиња, дури на крајот и со гасификацијата, да има некој незадоволен. Се надеваме дека уште подобро ќе биде. Кога се постават основи за некоја работа, мора да се очекуваат и позитивни резултати. Тоа ние имаме право да го очекуваме. Па, можем да кажем, се у супролатив, бидејќи Струмица од ден на ден е град се поубав и поубав. Јас сум човек кој шетам низ Македонија и гледам ги другите градови како се. Сметам дека за овие 6 години што се има направено, у другите градови за 60 години не може да се направи. Това не е, тоа објективно кажано. И јас денес само што прочитах веќе гледам тротоара се прават према доле, према транзитниот пат лево и десно. Тоа е чудно, мислам, колку брзо се гради Струмица. Па прилично сум задоволен. Се што се прави за народ се прави. Се што е убаво, не може никој да го спори това. Па, доста сам задоволна. Мислам дека покажа доста амбиции како млад човек. Мислам, ни го разубаве градот и во таа смисла сам задоволна. Сега може би, како секој човек, има некаде некои грешки, меѓутоа најважно е неговите желби, се сигурно искрене, за да допринесе нешто за градот и тоа треба да се цене. А ипак е млад човек, има понатаму могучност уште да се докаже и уште поубави работи да направи за нашиот град. Мислам дека го делам мислењето на поголемиот број на граѓани од Струмица, дека Струмица стана пример за практицирање на локалната самоуправа. Сметам дека и во овие 6 години и покрај одредени, дали во наводници или не, обструкции од централната власт, сепак Струмица покажа дека може сама и дека со раководењето на самоуправата, на локалната самоуправа од страна на градоначалникот Зоран Заев, се разбира и со тимот кој ја води локалната самоуправа, лично јас сум задоволен и сметам дека Струмица треба да биде пример за практицирање на локалната власт и за останатите општини од нашата република. Премногу. Значи, зафаќаат се за добри работи, градот го направија стварно на град да личи и то не е наш град, него европејски, што се вика. Позелене, ја памтам у детинство како беше голини овде и се едно нешто што не личише на... А сега е позеленето се само по мене. Би требало техничка вода по улиците да пушат, против пожар, да се гаси случајно нешто, а и да може од техничка вода ефтина да се наводна од зелениот. Ако не се чува од летно време, и сајна од негде и тоа саках да го кажам. Уште тоа би било по мене, а иначе се е одлично, се е спремно, се е како што треба и сега е лесно веќе да се надоградува уште нешто ако треба. Кој како ќе свати спрема струката, спрема знањето. Па супер, супер задоволна сум и од изградбата на градот и од мислам да средноарно. Животот е супер, во Струмица се живее. Најдобро град на Струмичките села, 72 села. Најбогата Струмица со Зоран Заев. Колку пријатен и добар градоначалник е Зоран Заев. Јас го ценам како струмичанец чист и затоа го сакам и цела Струмичка околија. И најдобар Струмица со земјоделското производство. Па за овие изминати 6 години може да кажам дека не најмаксимално, али во близина тука сме. Има доста постигнато за овие изминати години, посебно во задните од кога стапи господин Заев за градоначалник на град Струмица.
има доста постигнато, се работи и се уште се работи, се унапредува на што е постигнато. Се привршуват некои завршни фази. Бога ми, народот има и зашто да се гордее и да живее во Струмица. Се надевам дека не само во градењето ќе се планира и креирањето на неговата политика за вработување на младиот кадар. Штом нешто се гради и се постигнува успех, се надевам дека најбитен појам е за вработувањето на идната млада популација. Да знае зашто и учи, и се бори и живее во Струмица. За овие 6 години сум јас многу задоволен. Јас имам 63 години, Струмица ја гледам сега како еден Париз, како една Калифорнија, еден велики град. Многу е напреднана и се уште се граде од нашиот градоначалник Зоран Заев. Изминаа и повеќе од 2222 дена менаџирање со општината за нејзин прогрес и поквалитетен живот за граѓаните. И по толку многу време, во фотозбирката од градоначалнички портрети поставени во општинската зграда, се уште недостасува портретот на Зоран Заев. Кој знае, може би е подобро неговиот портрет граѓаните да го препознаваат во досегашните и идните проекти, кои стануваат и остануваат дел од нашето струмичко секојдневие.